По цели 10 години добивме вистински председател на сите граѓани, избран на слободни, фер и демократски избори. Убедени сме дека председателот Пендаровски ќе води напред, ќе биде водилка на напредокот, развојот и интеграцијата во Европската Унија и во НАТО и гарант на процесите кои обезбедуваат сигурна и стабилна иднина. Меѓу првите чекори кои што ги очекуваме и кои што беа јавно најавени, очекуваме да ги потпише блокираните закони кои што се од исклучителна важност за граѓаните. Зад председателот Пендаровски застанаа граѓаните од сите етнички заедници во земјава и тоа е демократска вредност која го јакне заедништвото и ја представува нашата мултиетничка земја. Со изборот на Пендаровски очекуваме председателот да ги обединува и да ги сплотува граѓаните. Председателот Пендаровски треба да биде коректив на власта, да укажува на евентуални грешки и со своето делување да биде пример за домашната и меѓународната јавност. Со изборот на председателот Стево Пендаровски се заокружуваат демократските промени во нашата земја. Режимот е целосно поразен. Се става крај на едно цело лошо извршување на мандат председател на државата. Заврши едно негативно поглавје од нашата историја, обележано со молк за важните прашања, промовирање на поделби помеѓу граѓаните, тензии, дискриминација и поддршка единствено на криминалните политики на режимот. Се стави крај на уништувањето на угледот на државата, се удри над правниот систем и врз демократските процеси. Со изборот на Пендаровски завршува блокирањето на напредокот на државата на патот кон Европската Унија и кон НАТО. Продолжуваме напред. Во интерес на граѓаните, државата и нејзината сигурна иднина, нека е честит почетокот на мандатот на председателот Стево Пендаровски. Ви благодарам. Повелете прашање. Јас ќе ве упатам на изјавата на премиерот Зоран Заев, тој веќе ги образложи причините зошто не е тука, а што се однесува до повикување на лидери на други политички партии во собранието на ваква седница, до сега немало таква пракса и ние ги почитуваме само протоколарните пракси кои што се воспоставени во собранието и претходно за вакви церемонии. Па јас не би го коментирала тоа како срамота, затоа што веќе има изјава која што е од оправдани причини отсуството и мислам дека и досега и одсега председателот Зоран Заев и председателот Стево Пендаровски покажа дека работат за заедничките цели на државата и тоа ќе продолжат и понатаму да го прават заедно. Знаете, ова прашање можете да го поставите на председателот на собранието, бидејќи тој закажува седници, упатува покани. Јас нема да се повторам со претходниот одговор. Тоа е веќе воспоставена пракса за носители на државни функции и на други вршители на функции во државата кои што се покануваат на вакви церемонии. Имаше размисла околу тоа кој се поранеше носител на висока функција може да биде повикан, имаме и председатели на собрание, меѓутоа тоа е воспоставениот протокол и пракса на вакви седници и ние само се држиме до тоа. Инаку што се однесува до подадената рака, јас мислам дека и досега како парламентарно мнозинство и како парламент и како влада сме покажале сериозен напредок во диалогот и градењето на политики со опозицијата, а како што најави и самиот председател во своето експозе, очекуваме диалогот и секако соработката со опозицијата да следи и од ниво на функцијата председател на државата.